Валандовчани в среда ќе дадат своje мислење за нацрт студијата за оценка на влијанието врз животната средина на хидросистемот Страиште. Студијата ја изработи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство како инвеститор на подпроектот заедно со партнерите од компанијата Енкон. Проектот за систем за наводнување Страиште трета фаза ќе се реализира со финансиска помош од Германската банка за развој. Проектот е 24,3 милиони евра, значи скоро 25 милиони евра, од кои еден дел 70% е кредит од KfW банката, значи Германската развојна банка во соработката со Министерството на финансии на Германија. Еден дел е од буџетот на Република Северна Македонија. Тие средства се веќе издвоени, значи никаква пречка нема за имплементација на проектот. Ќе се зафаќа вода во Удово, значи од река Вардар. Програмата за наводнување на Јужновардарска долина на реката Вардар трета фаза го опфаќа регионот на системот за наводнување Валандовско поле, кој се протега од пумпната станица Страиште, потисниот цевковод и дистрибутивната мрежа во атарот на градот Валандово и населените места Раброво и Честево. Површината опфатена со овој систем е околу 1750 хектари. Околу 2000 лица ќе имаат корист од реализацијата на третата фаза. Проектот опфаќа 85 километри главна и секундарна мрежа, односно замена на главниот отворен во затворен гравитацијски систем од пумпната станица Удово и Страиште. Овој канал е во должина од 9 километри и дополнително секундарна и терциерна мрежа од 80 на километри. Студијата е подготвена со цел навремено да ги евидентира влијанијата врз медиумите на животната средина и општествените аспекти кои ќе бидат резултат на спроведувањето на проектните активности, предлага мерки за нивно облажување и план за следење на предложените мерки со вклучени одговорни лица. Нетехничкото резиме е достапно на увид на веб страната на општина Валандово. Јавноста своите забелешки по однос на нацрт студијата може да ги достави во писмена форма до одговорните лица за контакт до 23 август годинава, информираат од општина Валандово.